13 часот, четврток, време е за 8-та епизода на емисијата на час дискусии за подобро образование. Денеска ќе говориме за студентската мобилност и оваа тема ја нарековме малку сатирично. Студентска мобилност, Еразмус плюс или Еразмус минус, за да видиме дали студентите имаат ќар или зијан од оваа студентска програма. Па затоа ги поканивме студентите и дел од институциите кои што ќе се обидат да дадат придонес на оваа тема. Денеска во студиото на Радио МОВ со нас е Александар Богоевски од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, Маријана Секуловска, раководителка на Центарот за кариера на Економскиот факултет во Скопје, и од другата страна се студентките, сегашната студентка Наташа Ставравска од ФЕИТ и Калија Димитрова, која е поранешна Еразмус стипендистка. Ви благодарам сите што дојдовте во студија да говориме за оваа тема која што сметаме дека е доста битна за студентите, затоа што со болонскиот процес студентската мобилност беше една од најинтересните работи, барем за студентите. Ќе почнеме со студентите. Наташа, благодарение на програмата ЦЕПУС конкретно, успеа да ја посети Чешка и Словенија. Калија со Еразмус програма успеа да отиде во Литванија, меѓутоа користеше потоа и стипендија од македонската влада, па прошетна неколку континенти чина. Наташа, какво е твоето искуство од оваа студентска мобилност? Каде беше? Колку си задоволна од студиите? Така, значи двете размени има малку различен карактер. Значи првата размена што бев во Чешка во Прага беше само 2 месеци. Односно бев како short term студент, не беше целосен семестар и немав таму предмети кои што можев да ги еквивалентирам туку работев на проекти, помагав на професорите таму во истражување и други некои обврски. Во Словенија имав значи предмети кои ги еквивалентирав тука и стандардниот начин на учење и запознав таму како иде целиот тој процес со нивните студенти. Така. Калија, ќе се вратиме натака, накратко да се запознаеме. Ти си студентка, тоест беше студентка по политички науки. Како одеше таа процедура за да бидеш дел од оваа Еразмус програма? Пополнување на документација, чекање, аплицирање, дали ќе бидеш избрана, дали нема да бидеш избрана? Чинам тоа беше пред неколку години. Па тоа беше пред 5, можда и 6 години. Мислам, апликацијниот процес, мислам дека на размената бев пред 5 години. Значи, тогаш уште не беше многу популарно да се оди на Еразмус. Мислам дека, бидејќи во мојата група околу 120 луѓе науки, политички науки, само јас отидов на таква размена. И генерално отидов зашто сестра ми пред неколку години беше на Базилеус, што беше друга програма, имаше многу позитивно искуство, ама мислам дека уште не беше толку популарно и затоа процесот беше екстремно тежок. Бидејќи морав да ги имам средено електронските досија за првите 2 години од политички науки, тоа нормално беше многу тешка бирократска процедура. Нормално ти излега од факултетот во Преистрад? Кој како, нормално. Исто, мислам, тоа се тие базични уким проблеми, со некој, например, средуваш оценка и подпис за 1 час, а некој го бркаш цел семестар. Мислам, стварно зависеше од професорите и нивната спремност. Некои беа запознаени. Да, мислам, дефинитивно тоа беше клучно. Јас се сеќавам дека последен ден аплицирав нешто така и неколку пати бев као ова не е можно од Македонија да се аплицира за стипендија и се откажувам. Ама нели нормално некој ќе те ухрабри и да, мислам дека упорноста беше клучна. Секуловска, ако заложбата на европските држави е до 2020 година, 20% од студентите во Македонија, односно во нивните држави практично, да отидат на некаква студентска размена, каква е ситуацијата на Економскиот факултет во Скопје? 2017 сме, имаме уште 2 години за да го достигнеме можеби овој просек, но каде сме сега? Па јас би рекла Еразмус плюс, а не Еразмус минус, бидејќи секој едно искуство за студентите, каде што учат нова култура, каде што се запознаваат со еден нов систем на образование и пред се менуваат држава на живење и стануваат независни и самостојни, може само да биде плюс, а не минус. Бројките секогаш се репер за тоа колку успешно работиме ние. Економскиот факултет Скопје во рамки на најстариот и најголемиот универзитет Свети Кирил и Методи во Скопје
добро си ја работи својата работа. Ние немаме проблеми со процедурата на реализирање на мобилности, бидејќи уште кога почна да се реализираат програмите за мобилност, Базилеус, Joinius, Penta и Sigma, пред да се случи Erasmus+, ние направивме процедури за тоа како треба да се реализира студентска мобилност, ги дефиниравме сите чекори постапно што треба да прават студентите, која е поддршката што треба да ја даде нашето одделение за меѓународна соработка и Центарот за кариера, како се реализира еден договор за учење, како се собираат согласности, така што периодот на подготовка за мобилност и аплицирање е тежок и трнлив за студентите. Знаеме, бидејќи самите студенти знаат, кога се собираат подписи за согласност, за компатибилност на предметите, малку треба човек да има трпение. Меѓутоа, откако на ќе кој се начин им заврши, помагате вие како Центар за кариера? Откако ќе се заврши целата таа процедура што тие ја одат заедно со нас, конкретно ние да речеме преку Центарот за кариера пуштаме соопштение до нашата интерна мрежа на професори и ги информираме, најпрво тоа е првиот чекор, дека нашите студенти ќе почнат да собираат согласности за компатибилни предмети, за да ги стават во договорот за учење, што е основен договор за признавање на испитите откако ќе се вратат од Еразмус. Професорите се запознаени и секогаш кога еден студент ќе отиде за да побере согласност, професорот е информиран дека такво нешто ќе се случи. Професорите врз основа нормално на компатибилноста на програмите и врз основа на нивниот суд и расудување донесуваат одлука дали предметот е компатибилен или не. Доколку предметот според нив е компатибилен со предметот што тие го држат, а студентот го избрал за да го слуша на универзитетот каде што ќе оди, се потпишуваат на тој лист со наставните содржини и студентите откако ќе ги соберат согласностите од сите предмети што сакаат да ги стават во договорот за учење, доаѓаат кај нас во Центарот за кариера, кој што има обврска да води евиденција согласно правилникот за работа. Отвараме досие и тие согласности стојат овде. Договорот за учење се потпишува од страна на Еразмус координаторот и тој е валиден. Студентот заминува на мобилност, оди таму, ако во меѓувреме треба да се направи некаква промена на договорот за учење, контактираат со мене. Собираме согласности за тој предмет што треба да се смени, доколку има потреба, доколку нема потреба, јас сум им контактот додека се таму. Штом ќе ги положат испитите, се враќаат, согласно нашата процедура за работа, поднесуваат само една молба за признавање на испитите, во прилог договорот за учење, подпишани од двете страни, и тоа е тоа. Ние им ги признаваме автоматски испитите. Ќе се вратиме подоцна на признавањето на испитите и можноста за губење на година или на семестар од страна на одредени студенти кои што одат на вакви размени во странство. Но претходно да го слушнеме и Богоевски. Што се случува во Националната агенција за европски образовни програми и мобилност и каков е интересот од страна на универзитетите за барање пари, значи за студентска размена, и од друга страна интересот на студентите за заминување надвор? Вака, од 2009 година е започната со функционирање Националната агенција. Законот е донесен за Национална агенција уште во 2007 година. Можам да кажам дека интересот е зголемен драстично за разлика од минатите години, бидејќи ние како Национална агенција имаме искористено сите човечки ресурси и капацитети да одржиме еден голем број на настани, инфоденови, работилници со студенти, професори, административен кадар, декани, ректори при универзитетите, односно високообразовните институции во Република Македонија, со тоа што од 2009 година, ако имаме започнато со некоја прескромна бројка, можам да кажам, од 7-8 студенти кои што имаат заминато на студентска мобилност, за академската 2017-18, согласно договорите кои што ги имаме подпишано со 16 високообразовни институции од државата, планираме да бидат испратени повеќе од 500 студенти на студентска мобилност и на пракси. Со тоа што УКИМ има удел од овие студентски мобилности и согласно капацитетите на високообразовните институции, пас перформансот, односно реализацијата на мобилностите во минатите години се доделуваат тие студентски мобилности и студентски пракси. Тука би сакал да наведам дека согласно онаа социјална положба која што имаме во државата, најголемиот дел од студентите ова го гледаат како вид на стипендија и текот на работењето во Националната агенција, голем дел од студентите кои што се обраќаат до нас мислат дека се ова еден вид на стипендии. Ова не се стипендии, ова се еден вид на грантови, односно контрибуција која што
би помогнала од делот на финансирањето додека студентот е на студентска мобилност или е пак на пракса. Така, на кој начин се се одредува висината на овие грантови? Зависно студентот во која држава оди или си има правила и процедури во основа на кои што се додолуваат финансиските средства за студентите, со тоа што групите на држави, односно земјите членки на Европската унија, ЕФТА државите, Лихтенштајн, Норвешка, Исланд и Малта, со исклучок на Швајцарија, или Република Турција како земја со кандидатски статус за членство во Европската унија, се рангирани во 3 групи на држави. Првите 2 групи на држави се рангирани со 500 евра месечен надомест, додека пак третата група на држави е со 450 месечен надомест. Овие финансиски средства им влегуваат сите трошоци. И затоа јас кажувам дека е контрибуција, така го гледате од Европската комисија, бидејќи вие со буџет кој што е скромен реално, од 500 евра да поминете цел месец, каде што имате трошоци за домување, имате режиски трошоци, имате трошоци за локален транспорт, храна и така натаму, реално ќе ви треба можеби некоја дополнителна мала контрибуција. Ајде да ни кажа студентите, како се снајдовте вие со овие пари, бевте и двете на размени, на неколку размени, имавте финансиски проблеми? Па, од моје искуство, во Словенија помалку, беше сосема доволно, бидејќи беше обезбедено сместувањето, така да и додатни средства за храна и нели живот, така што таму беше се, да речам, покриено. Меѓутоа, веројатно добро е што Словенија има доста попусти за студенти, па веројатно и за вас важат сите тие правила кога сте Еразмус студенти. Така, сите нивни, значи за нивните студенти, да речам, погодности важеа и за нас, значи такви студентски бонови за храна и слично. Така што многу леснува тоа. Во Чешка исто беше, да речам, доволно, но нормално мора да се да го планираш, да речам, буџетот на време, да, месечно. Така. Но да, од таа страна, сега не знам за Еразмус, програмата од ЦЕПУС, тоа е, да речам, горе-долу во ред. Така, беше тоа еден од стравовите, можеби пред да тргнеш на размената во странство, пред да заминеш во странство, дали ќе има доволно пари, дали треба да носиш доволно пари со тебе, дали е тоа можеби и стравот на голем дел од студентите? Мислам дека е, но нормално секако мора од дома од родителите да имате поддршка. Јас имав среќа да имам поддршка, но знам колеги кои исто така да стравуваат од тоа дека ќе мораат нели претходно да ги обезбедат тие пари, па потоа да ги добијат исто како што нам во Еразмус, не знам како иде процентот на колку пари се не ги добиваат однапред, па потоа се добива останатиот 25%, не знам како иде тоа. Така да, верувам дека некако може тоа да биде пречка. Така, Калија? Па, колку што се сеќавам, да повторам дека тоа беше пред 5 години. Мислам дека во Литванија се беше во ред. Мислам Литванија исто така доста ефтина, да речеме, земја. И плюс тоа, исто како што спомнавме, има многу поволности за студенти. Например, тоа што се сеќаваме дека јавниот транспорт беше 80% поевтин од нормалната карта, што е, мислам, едноставно рај за да бидеш студент и стварно беше одлично тој аспект и за храна, мензи и слично. Студентски домови кои што беа во многу добра состојба, така што тој дел беше супер. И исто така, мојот договор, бидејќи јас бев на Join UC, како што спомнавте, всушност тоа е пред Erasmus+, јас со нив си подпишував договор и се сеќавам дека секој месец на први ми стигаа парите и никогаш немаше никакво каснење и имаше цела служба што се грижеше за нас и мислам стварно си беше во најдобар ред од тој аспект. А што се случува со студентите од странство кои што доаѓаат кај нас? Доаѓаат? Да, доаѓаат. Доаѓаат можеби не во толку голема бројка, меѓутоа сепак доаѓаат. Ние сме имале incoming студенти. Колку студенти на економскиот факултет имало и од каде? Бројката не е голема, земајќи предвид големите бројки што ги остваруваат другите универзитети, како на Љубљана или Литванија. На економски факултет во текот на годината може да се случи да дојдат 1 до 2 incoming студенти, бидејќи ова е сепак Македонија, нели? И искуството кое што ние го нудиме можеби не може да биде толку конкурентно во споредба со другите опции кои што ги имаат студентите од мрежата, од државите што доаѓаат од мрежата на земји членки на Erasmus+. Сме имале студенти кои што биле од Италија на втор циклус на студии, студенти кои што биле на студентка имавме од Литванија исто, од Словенија после дипломци, така што и нивното искуство кога ќе дојдат овде е уникатно. А ги сместуваме во нашите студентски домови или?
Студентите кои што доаѓаат incoming, тоа зависи и од политиката на универзитетите. Исто тоа е и со нашите студенти кои што заминуваат на Еразмус надвор. Има универзитети како што е Универзитетот во Љубљана, кој што не предвидува сместување на студенти во студентски домови, бидејќи студентските домови се резервирани за нивните студенти. На нашите студенти што заминуваат таму без разлика дали се од економски УКИМ или од било кој друг универзитет, им помагаат да најдат сместување во приватни домови и ги групираат нели во групи за да ги споделуваат трошоците. Меѓутоа немаат привилегија во однос на сместувањето. Додека пак има универзитети кои што incoming студентите ги сместуваат во рамки на студентските домови. Ние како опција, УКИМ како опција, им нуди на incoming студентите сместување во домот за докторанти. Меѓутоа ако сметаат дека сакаат приватно сместување, тоа воопшто не е забрането, бидејќи секој си ги планира примањата, како нашите студенти што заминуваат таму, така и оние кои што доаѓаат. Меѓутоа поддршката од одделението за меѓународна соработка кое што соработува со Еразмус координаторите и центрите за кариера е секојдневна и ние сме тие контакт точки. Да. Така, кои ингеренции националната агенција ги има во овој дел? Какви информации вие имате? Поднос на incoming студентите? Вака, поднос на incoming студентите, реално каскаме за разлика од другите, може да кажеме, западноевропски држави. Не бара Европа никаков реципроцитет или? Да, мора да има реципроцитет и на сите состаноци што ги имам со Еразмус координаторите од високообразовните институции од државата. Тоа го потенцирам на сите работилници, сите инфоденови, бидејќи мораме да ги зголемиме капацитетите и напорите по однос на мотивација на странските студенти да дојдат во Република Македонија. Сега, имаме различни видови на мотивација по однос на која што можеме да ги мотивираме студентите кои што со странство да дојдат и да студираат 1 или 2 семестри, така да кажеме. Како им го продават овој македонски образовен систем и Македонија, животот во Македонија? Искрено имаме високообразовни институции кои што се квалитетни. Ќе споменам УКИМ, Климент Охридски, Универзитетот на Југоисточна Европа, Апостол Павле, Меѓународен Балкански универзитет и така натаму, кои што добро и одлично си ја работат својата работа, со тоа што навистина може да ги зголемат своите компетенции и своите знаења на овие високообразовни институции и согласно буџетите кои што се доделуваат месечните надоместици за студентските мобилности, со тие средства реално може да го поминат месецот во нашата држава со тоа што може да изрентаат слободно стан, бидејќи само ќе се надоврзам по однос на кој начин се одредуваат и се уредуваат сместувањата на студентите, тоа зависи од политиката на универзитетот, меѓутоа најмногу зависи од сопственото убедување на студентите. Со тоа што студентот има право да одлучи дали сака приватно да изрентаат стан повеќе студенти, дали сакаат да студираат во студентски домови, дали тоа ќе биде во хостели и така натаму. Со тоа што вие говорите за студентските домувања, односно студентските домови, да, во западноевропските држави, па и надвор од Република Македонија, студентските домови се драстично подобри, со подобри услови, библиотеки, санитарни услови и така натаму, така да доколку студентите од Република Македонија најчесто се одлучуваат за студентски доми, меѓутоа неретко се случува, да, и неретко се случува, има и на Facebook, на социјалните групи, на социјалните мрежи, групи и на интернет каде што може да се понуди повеќе студенти нудат заедно да делат трошоци по однос на сместувањето. Така да тоа воопшто сметам дека не е проблем, бидејќи кога ќе се соберат повеќе студенти или пак студентските ако се сместат во студентските домови, навистина сметам дека за тој период од 1 или 2 семестри нема да имаат никакви проблеми и сместувањето е одлично. По однос на Република Македонија за incoming студентите, да, каскаме малце, меѓутоа, како што кажав, правиме напори ние како национална агенција, да, што поголем број на студенти дојдат во Република Македонија да студираат тука и тоа позитивно искуство да го пренесат на сопствените високообразовни институции, односно таму каде што студираат, за што поголем број на студенти да дојдат и да студираат во Република Македонија. Така, дали имате бројка на тоа, например, минатата година, колку incoming студенти имало кај вас на економски, а колку отишла некаде на размена? Јас би сакала само да се надоврзам како УКИМ ја продава целата приказност да биде конкурентен во рамки на таа програма. Ние како УКИМ, Универзитет Свети Кирил и Методи, и сите членки кои што се внатре, значи факултетите заедно со институтите, изработивме така наречени прозорци за мобилност. Тоа значи дека во рамки на факултетите беше понудена една листа на предмети кои што студентите од надвор можат да ја изберат и доколку дојдат можат да следат настава на англиски јазик, бидејќи согласно законот за јазици наставата кај нас се одвива на македонски јазик, иако на економскиот факултет Скопје има една програма која што оди и на англиски јазик. Бројките се
вака кои ќе ги кажеме се многу навиду многу мали. Минатата година немавме ниту еден incoming студент. Претходните години сме имале по двајца до тројца во рамки на една мобилност. Меѓутоа, кога ќе се земе предвид дека во рамки на Република Македонија Националната агенција дава 500 стипендии, УКИМ добива некаде околу 200, 150, 100, а од тие 100 стипендии 20 отпаѓаат на студенти од економскиот факултет, ние како факултет сме задоволни во целата наша работа. Значи пак ќе кажам, тоа се многу мали бројки, меѓутоа споредбено во однос на тоа што го имаме на располагање, се показатели се меѓу подобрите постигнати. Добро. Како најчести проблеми кои што студентите ги наведуваат, значи кога треба да заменат некаде на студии во странство, посебно еден семестар или една година, оние најчести размени кои што се покрај финансиите, се и признавањето на кредитите и на испитите од страна на факултетите. И не е така мал бројот на студенти кои што се разочарани поради тоа што не можат тие предмети да им бидат признаени овде. Какви се вашите искуства? Наташа, ти изгуби еден семестар, чинам? Да, мислам не е еден семестар, туку поради еден предмет што не можев, ќе морам да запишам уште нареден еден семестар. Што се случи? случи? Тоа повлече неги други предмети. Меѓутоа твојата приказна не е само твоја приказна, туку тоа е таа приказна која што ја делат многу студенти. Да, значи многу студенти се откажан од тоа одење бидејќи ќе изгубат цела година, поготово што на пример кај нас на факултет, не знам за другите, на пример повикот за Еразмус е само за летниот семестар, значи не може за зимски да се оди, барем во овие последни 2-3 години. Така што, на пример, некои предмети што ги има на факултетите во странство понудени, кај нас е, на пример, во зимски семестар и автоматски тука се, не можеме да ги земеме во летниот семестар, кога ни се дава шансата да одиме. Така да, буквално една добра волја на професорите, дали ние би оделе или не. И сега некогаш се случува тие се да се позитивни во тоа и да не охрабруваат и да не излезат во пресрат, но има професори што кажуваат не и така што ти го преземеш ризикот, дали ќе сакаш да отидеш или нема да отидеш. Така да, мислам, нашите координатори на факултетот Еразмус, негде за размена координаторите, се обидуваат да ги убедат, да речам, професорите да бидат пофлексибилни, бидејќи не може програмата секогаш да биде од збор до збор иста. Значи тоа никогаш нема да се случи. Например, има некогаш во странство што учат повеќе и ти на тоа наоѓа, да речам, мана, дека не може повеќе да се учи од тоа што програмата тука наведува. Така да мислам дека треба малце да се поработи на тоа професорите да бидат пофлексибилни во и да не охрабруваат и да не даваат насоки за да ние одиме, затоа што тоа искуство таму што сме го стобиле, можеме многу тука да го вратиме, но не секој размислува така да. И тие проблеми ги имате и на економскиот факултет? Не, ние немаме такви проблеми. Кога беа Базилеус, Джоиниус и Пента и Сигма програмите преку кои што Европската комисија алоцираше средства за мобилности, потоа сите тие програми заврши и се беше ставено под капата на Еразмус Плюс, кој што е една огромна програма. Ние на секојдневна основа контактиравме со студентите кои што заменуваа во рамки на претходните програми и гледавме со кои проблеми се соочуваат. И заради тоа се случуваше студенти да губат година, претпоставувам? Не, кај нас не, затоа што ние се обидуваме да излеземе во пресред максимално. И тогаш ги донесовме процедурите за работа кои што се усвоени од наставно-научниот совет и тоа функционира и се отворени и се ставени на нашата веб страна за да може било кој факултет што сака да се реферира и ги има тие капацитети да ги употреби да ги примени. Ние работевме една година на нив, меѓутоа сега се актуелни. Процедурите се заснуваат на Еразмус чартерот кој што објаснува како се одвиваат стипендиите. Согласно Еразмус чартерот, еден предмет е компатибилен ако се поклопува минимум 70% со содржината на предметот на матичниот факултет. Ние тоа како препорака го пуштаме до соопштението кој што го пуштаме во нашата интерна мрежа и сепак останува дискреционо право на матичниот професор на тој предмет да одлучи дали тие 30% кои што не се поклопуваат може да бидат признаени и се прифатливи
прифатливи или не се прифатливи. Ако рече дека не се? Ако рече дека не се, тогаш со студентите заедно се обидуваме да најдеме друг предмет кој што ќе биде компатибилен. Затоа реков јас на почетокот. Нашата работа со студентите, јас како раководител на Центар за кариера директно работам со нив, имаме и порано соработувавме со Еразмус студентската есена Student Network, Еразмус студентската мрежа во Македонија со нивните представници. Имавме отворени сесии на поддршка за студентите. Им помагаме на студентите во текот на целата апликација, за да после, откако ќе заминат, кога ќе се вратат, ние немаме проблем со признавање. Откако еднаш е подпишан договорот за учење, тој договор се заснива на веќе подпишани согласности од професори. Кога се враќаат нашите студенти, поднесуваат молба, ние го приложуваме договорот за учење, јас ставам парав дека досието е се во ред, согласностите се внатре, автоматски се признаваат испитите. Имало потреба некогаш и да убедувате можеби малку професори? Ние не убедуваме, отпосле може да се случи пред да отиде студент. Да укажеме. Така. Меѓутоа не се мешаме во убедувањето на самите професори, бидејќи некои од нив велат овие две глави се многу важни за тој предмет и јас не би можела да подпишам согласност. Така што нема пазарење, се знае кои се процедурите и ние топло препорачуваме на сите наши соработници во рамки на УКИМ и од надвор другите универзитети, бидејќи имаме на одредени семинари споделување на искуства, да го следат нашиот пример, бидејќи нас ни се покажа дека не боли глава откако ќе се вратат студентите и сите се среќни. А дали праќате студенти во зимскиот семестар или само во летниот? Повикот во рамки на сите универзитети е за летниот семестар. Значи, дали може Еразмус студенти кај нас додат на една година и зимски и летен семестар? Да, бак. Само ги се И надолжам. зошто е само летниот семестар сега достапен? Студентските мобилности со минимум 3 месеци до максимум 12 месеци. Согласно политиките на универзитетот Кирил и Методи и согласно оние месеци на мобилност кои што ние ги доделуваме, се одлучува од страна на универзитетот Кирил и Методи да додат студентите во летниот семестар. Тоа значи дека универзитетот, дека УКИМ не дозволува една година некој да отиде во дозволува, моментов. нормално дека дозволува. Сите универзитети дозволуваат и тоа не е надвор од правилата. И не е надвор од правилата доколку спатуваат студентите само во летниот семестар. Доколку ние доделиме, да кажеме, 100 мобилности со просечно време трајање од 5 месеци, тогаш 100 студенти ќе отидат на студентска мобилност. Доколку пратат 50 студенти по една година, да кажеме по 10 месеци, 12 месеци според мене да кажете дека тоа го прават од практични причини. Па предпоставувам се, бидејќи ние работиме со сите високообразовни институции во Република Македонија. Денеска сме тука со примери од Универзитетот Кирил и Методи, каде што сме запознаени со политиката на Универзитетот Кирил и Методи и можам да кажам дека на овој начин ќе се испратат што поголем број на студенти кои што ќе имаат меѓународна димензија од текот на студирањето и тоа искуство ќе го пренесат назад на Универзитетот Кирил и Методи и кај студентите, меѓутоа и кај професорите. По однос на признавање на кредитите. Видете вака, ако вас не сакам тука да заземам страна, меѓутоа ви кажа дека тој предмет знаеме дека има суети кај професори, тоа е неминовно. И јас имам завршено на Универзитетот Кирил и Методи, на Јустинијан први, на магистрирав. Јас ако ви кажам дека во текот на студиите на моите 4 години до дипломски студии, само иницијативно отидов само на пракса еден ден во граѓанскиот студ двојката. Така да ќе видите каква била ситуацијата, еве да кажеме 2008, 2009, 2010 година, каква е ситуацијата сега. Во тоа време немаше ни студентски мобилности, немаше ни, барем јас не бев запознаен, никаква меѓународна димензија во текот на студирањето. По однос на студентските организации воопшто не бевме запознаени, за да денеска, после, да кажеме, 7 години, имаме повеќе од 100 студентски мобилности кои што се гарантираат од страна, да кажеме, на Европската комисија и Република Македонија, каде што имаме студенти кои што заминуваат на пракса, кои што заминуваат во Volkswagen фабриките, Audi, не знам, адвокатски издруженија, банки и така натаму се да не набројувам, сепак има драстична разлика во овие 7 години. По однос на кредитите, ако вас ви кажат од универзитетот дека тој предмет не ви е компатибилен, не би требало да одите да го полагате тој предмет, бидејќи нема да ви биде признаен кога ќе се вратите и вие да го подпишете тој предмет, јас тоа гледам обострана. Зошто реши да го полагаш баш тој предмет? Затоа што наистина факултетите што не даваат таму, не даваат листа на предмети што може да ги земете. Значи, веројатно приказнат има две страни. Не се само вака. Само момент да слушаме, така? Да, и тоа што рековте дека нели повеќе студенти може да имаат шанса, јас дека не се сложувам, но дајте шансата и за зимски, за летни, па потоа ограничете. Ја давам јас шансата, тоа е универзитетот. Мислам на универзитетот, тоа, така. Веројатно и вие сте оние луѓе кои што комуницираат со луѓето од универзитетите, па прифаќаат и ваши влијанија и сугестии, претпоставувам. Секогаш, по однос на признавање на кредитите, оваа процедура што имаат од економскиот факултет, претходно тоа е сугестија од страна на Националната агенција. На кој начин? Најдобар начин е подписот на професорот
кој што ќе биде на еден образец и после тоа вие кога ќе се вратите од мобилност, тој предмет мора да биде признаен. Сега, доколку не ви е признаен предметот, јас секогаш го кажувам тоа, бидејќи кога имаме ние инфоденови и настани на универзитетите каде што имаме повеќе од 200 студенти присутни, секогаш го кажувам дека доколку вие утврдите дека не ви се признае ни макар еден кредит, веднаш да се обратите во Националната агенција, ние имаме мерки кои што можеме да ги превземеме. Затоа што основните постулати од чартерот кажуваат високообразовната институција која ќе испрати студенти на мобилност, сето она што е во learning агриментот мора да се признае. Дури ако предметот носи да кажеме 5 кредити во Германија, на универзитетот во Германија, на домашниот универзитет носи 7 кредити, мора да бидат признаени 7 кредити и цел предмет. Јас тоа го кажувам на сите универзитети. Колку такви пријави имате кај вас? Тоа ја такви пријави? Не сме имале до сега пријави, меѓутоа кога сме имали инфоденови, студенти разговарале со нас, меѓутоа тоа веќе било од кога завршил година и поминало сето тоа. Или од кога дипломирал. Така, Наташа, знаеш за ваква можност? Не, јас ја го немам проблемот за дека не ми се признае, туку предходно не добив подпис за еден предмет, така што не ни го запишав, не ни го само одбрав. иницијативно одлучи да го правиш тоа. Калија, имаш ли ти вакви проблеми? Да. Мислам, моите проблеми всушност беа повеќе од техничка природа, се случи нешто што беше тотално непредвидено и кон тоа сакам да укажам дека понекогаш овие работи се надвор од рацете на институциите кои ги работат овие програми, бидејќи стварно е Годзила проектот, има премногу странки и понекогаш е многу тешко да се искоординираат, особено затоа што Болоња системот како таков е полн со фалинки и програмите де факто не се сложуваат едни со други. И јас всушност така решив да одам во Вилниус, бидејќи од листа од 20 универзитети само таму можев да најдам горе-долу компатибилни програми. И баш бев среќна, имав, ако требаше да имам 4 предмети во Скопје, најдов 4 компатибилни предмети во Вилниус, и сите професори се сложија и подпишаа. И потоа јас се спремав нели да тргнам со веќе се спремно и потоа 2 месеци пред одење добив информација дека 2 од тие предмети се преместени за следниот семестар, значи нема да бидат во зимски, ќе бидат во летен. Јас требаше да одам во зимски и немаше ништо што да се направи во врска со тоа и јас практично свесно отидов знаејќи дека кога ќе се вратам 2 предмети нема да ми бидат признаени и си отидов со тој ризик и една сесија подолго студирав, ама мислам, си направив едноставно калкулација што ми е поважно, дали да завршам во прв рок во јуни или да имам прекрасно искуство во друг универзитет, ми се продолжи студирањето за еден семестар, затоа што стварно немаше што трето да се направи. Или па опцијата беше да не заменеш, а тоа не ти беше опција. Да, не беше, не. Така. Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ги има парите практично за овие проекти. На кој начин се врши трансферот на пари и често пати знаат студенти да се жалат дека им доцни посебно вториот трансфер на парите. Зошто се случува тоа? Вака се. Националната агенција како буџетски корисник по однос на разместот од програмата во Република Македонија, секоја година се потпишува договор помеѓу Република Македонија и помеѓу Генералниот директорат за образование и култура при Европската комисија. Средствата се на сметка на Националната агенција со тоа што има повик секоја година за високообразовните институции. Оваа година беше втори, наредната година ќе биде први, каде што универзитетите, односно високообразовните институции кои што се носители на чартери аплицираат во Националната агенција. За одреден број на мобилности, тие не аплицираат за буџети, аплицираат за одреден број на месеци на мобилности. Согласно побараните месеци, односно мобилности, се доделуваат и буџетите. Меѓутоа, буџетите се доделуваат врз основа на past performance, реализација во минатите години и капацитетите на високообразовната институција. Со тоа што се прави евалуација на самите апликации, таа вршам јас лично како програмски офицер во Националната агенција. Доколку утврдам дека универзитетот, односно високообразовната институција ги исполнува критериумите, односно има капацитети да реализира толкав број на мобилности, колку што побарали се доделуваат. Меѓутоа, доколку сметаме дека високообразовната институција ќе реализира помал број на мобилности, тоа доделуваме помал број на мобилности. Меѓутоа, до сега не се случило да доколку пас перформансот е повисок во минатите години, ние да ги намалиме мобилностите, што значи секоја година го зголемуваме бројот на мобилности во Република Македонија, со тоа се зголемуваат и бројот на мобилностите на високообразовните институции. Околу трансферот на парите директно кон студентите. Финансиските средства ние ги исплаќаме кон универзитетите, додека пак универзитетите ги исплаќаат кон студентите.
со тоа што се исплаќаат од 60 до 80% од вкупната сума на грантот. Тоа значи дека доколку се повисоки грантовите се исплаќа 60% од целата сума на грантот, бидејќи во минатите години се случило да некои универзитети се им доделиле 80% од вкупната сума на грантот, на крајот гледаме дека реализирале 60 или 60%, со тоа што имаме ние 15% од буџетот кој што е заробен цела година. Поради тоа се доделува 60%, доколку во текот на реализација на мобилностите утврдиме дека одредени високообразовни институции имаат потреба од реализација на повеќе мобилности, може да се направи трансфер кон тие високообразовни институции, што значи во ниеден случај гледаме да не бидат оштетени студентите, односно овие средства да бидат реализирани. Потоа факултетот ги префрла парите кај студентите, претпоставувам. Зошто се случува? Дали факултетот има одредена вина кога станува збор за доцнење на парите на сметка на студентите? Посебно реагираат откако ќе се вратат, значи од програмата, бидејќи одреден процент и тогаш им се исплаќа. Вака сега јас можам да кажам за УКИМ. УКИМ е централизиран универзитет, тоа значи дека имаме едно одделение за меѓународна соработка. Поздрав до вработените таму, со кои што имаме одлична соработка. Европската комисија ги алоцира средствата на националните агенции. Националните агенции распишуваат повик, како што кажа Александар, и префрлаат на факултетите и на универзитетот. На универзитетите. Универзитетот, бидејќи ние сме централизирани, е тој кој што води грижа за финансиската конструкција, исплата на самите стипендии. Ние како факултети не исплаќаме ништо. Нашите студенти кои што се добитници на стипендија за мобилност, значи кога завршува таа прва фаза на аплицирање и кога добиваат, ги известуваат дека се добитници на стипендија, продолжуваат во тесна соработка со Канцеларијата за меѓународна соработка на УКИМ. Ако се 100 стипендии, значи 100 студенти поминуваат низ таа канцеларија и ги завршуваат сите обврски поврзани со исплатата на грантот. Минатата година мислам дека исплатата беше 70% од средствата им беа исплатени пред да заминат, а другите преостанати 30% им беа исплатени откако се вратија, приложија потврда за признаени испити, дека ја заокружиле стипендијата и пополниле некои форми за евалуација на платформата. Зашто се исплаќаат пари откако студентот веќе ќе се врати тука? Тоа е принципна работа на европските проекти. Неретко се случувало одредени студенти кои ќе патуваат на мобилност, нема да бидат редовни на предавање, нема да ги положат испитите кои што им се како предмети кои што е потребно да ги полагаат на тамошните универзитети, нема да достават финален извештај, нема да поменат онлайн лингвистик сапорт, онаа јазична проверка која што е задолжителна пред да патуваат на мобилност и од кога ќе се вратат, односно де факто ги снемува, може нема да продолжат и со студиите на високообразовната институција и доколку вие исплатите 100% на сите студенти, 20% од тие доколку не ги достават финалните извештаи, не ја испочитуваат процедурата, не поменат онлайн лингвистик сапорт, во тој случај ние како национална агенција доколку тврдиме дека тој студент не ги испочитува процедурите, нема документација целосна за тој студент, можеме да ги бараме средствата назад. Поради тоа, според правилата на Европската комисија, согласно правилата на Еразмус Плюс се исплаќа одреден процент на предфинансирање и откако ќе се врати студентот се исплаќа остатокот од средствата. Друга работа. Ние како Национална агенција исплаќаме 60% на Универзитетот Кирил и Методи, со тоа што и универзитетот исплаќа 60% предфинансирање на студентите. Сега, има да кажеме временската рамка на договорот е 16 месеци, од 1 јуни 2017 до 39.2018. Со тоа што кога ќе дојде 39.2018 имаат рок од 60 дена високообразовните институции да достават финален извештај до Националната агенција со сета онаа документација како доказ за реализација на мобилностите. Се случило да ви побараат пари, да не ги оправдаат тие пари или да нема доволно студентски мобилности? Колку што било најавено дека ќе има? Да, се случува да нема доволно студентски мобилности, ако побарале да кажат ние сме одобриле. Со кои факултети имате, универзитети имате најголеми проблеми? Немаме проблем, видете вака, немаме проблеми со високообразовните институции, меѓутоа се случува да не ги реализираат сите мобилности. Така, со кои најлошо соработуваат, ајде ќе го парафразирам не би сака сега некој да дискредитирам некој од високообразовните институции во Република Македонија. УКИМ ми праќа најмногу луѓе на студентски пракси, кој праќа најмалку од државните факултети? Најмалку од државните. Да. Видете вака, сите Државниот универзитет во Тетово имаше една тенденција на 2014 година каде што реализираат
доволен број на студентски мобилности, 2015 опадна тој број на студентски мобилности, да во 2016 согласно пас перформанс доделиме ние помалце студентски мобилности, со тоа што веќе гледаме дека бевме на државниот универзитет во Тетово, присуствуваа студенти од други држави кои што студираат на овој универзитет, ректорот, декани на универзитетот, и сега гледаме дека согласно таа соработка која што ја продлабочивме со државниот универзитет Тетово и со студентите и со капацитетите, административните капацитети на овој универзитет, од 2017 година се зголемува повторно бројот на мобилности. Меѓутоа не сакам да кажам дека некои од универзитетите работат лошо. Секогаш има во секоја работа некој поквалитетно си ги завршува домашните обврски, некој не си ги завршува квалитетно домашните обврски. Меѓутоа затоа сме тука ние како национална агенција, јас како програмски офицер, тие работи да ги балансираме, да ги изменаџираме за во корист на студентите, не во корист на професорите или пак во корист на универзитетите, единствено во корист на студентите. Пристап до информација. Колку студентите имаат пристап до информација за овие образовни програми? Па сега зависи за која. Значи конкретно за мојата програма ЦЕПУС, јас случајно дознав од една пријателка од економскиот факултет, така што мислам дека зависи од факултет до факултет како си ја вршат промоцијата интерно. За Еразмус е повеќе, да речам, промовирано, има официјални повици на официјалната страница на факултетот, така што да речам пола-пола. Ако сте стварно заинтересирани, ако сте слушнали и сакате да одите во странство, ќе мора и малце сами да си направите некои истражување. Така, не е туку така сервирано да има, не знам, инфоденови на факултетите, да има, не знам, некаква промоција додатно. А што станува со работката која што факултетите ја имаат со странските факултети? Дали со колку универзитети соработува ФЕИД конкретно? ФЕИД моментално оваа година сега што искочи повикот на Еразмус работува со 5, од кои што еден сум јас и моја една колешка заслужни, затоа што ние пративме мејл и беше буквално, не знам, 2-3 дена работа да се направи тој договор, така што претпоставувам дека не е толку тешко, но нема толкава иницијатива. А за во ЦЕПУС програмата во сите земји си има што се соработуваат, ама претежно се балкански, да речам Чешка, Словенија, Унгарија, тука да речеме максимално не оди во пошироко, пошто тоа е Централна Европа. Значи различна е програмата. Дали студент може да отиде на размена во држава, во државен универзитет во одредена држава со кој што факултетот нема наш соработка? Не може. Значи мора да биде претходно направена таа соработка за да ни аплицираме. Задоволни ли сте од бројот на соработки? Вака, ќе се надоврзам. Универзитетот Кирил и Методи има повеќе од 220-230 договори исклучено за соработка со универзитети од земјите членки НЕУ. Со колку има економскиот факултет? Ние имаме склучено 115 само како економски факултет, меѓутоа ги користиме и договорите кои што ги има склучено УКИМ како универзитет. Бидејќи договорите Erasmus Plus се склучуваат на универзитетско ниво и на ниво на факултет. Кога УКИМ склучува договор со универзитет, тогаш сите членки на универзитетот УКИМ можат да соработуваат со сите членки на тој универзитет со кој што има склучено договор. Кога економски факултет како дел од УКИМ склучува договор со некој факултет од друг универзитет, тогаш се работи за меѓуфакултетска соработка и можат на тој факултет економски да аплицираат само студенти од економски соработката. Калија, освен преку Еразмус ти доби стипендија од влада. Значи, ама за постдипломски студии. И преку оваа стипендија всушност виде како на вистина треба да функционира една студентска размена. Затоа што прошата низ неколку држави, виде како се учи на два континенти, чинам дека беше тоа. Дали ова беше поради фактот што беше владин стипендист или поради тоа што ти се погоди универзитетот на кој што тргна? Па вака, таа стипендија од владата беше доделувана на студенти кои што се примени на не знам дали беше и за додипломски и за постдипломски, не сум сигурна, јас бев за постдипломски, на универзитети кои што се на Шангајската топ 100 листа. Или можеби беше топ 100 за општествени науки, а топ 200 за во секој случај на доста солиден факултет. Да, и тоа беше всушност како услов, така се аплицираше
за таа стипендија, значи ти веќе треба да бидеш примен на тој универзитет, да имаш писмо за acceptance, и нормално ред други документи, меѓу кои се бараше и просек од додипломските студии, и на тој начин се добиваше таа стипендија. Значи всушност јас не бев на како навистина треба да функционира таа студентска размена. Кога отиде во Холандија, всушност виде како функционира. Окей, да. Па да, јас отидов во Холандија со идеја дека ќе бидам таму. Мислам, сакам да кажам дека тоа беше мојот матичен универзитет и потоа од таму ме пратија на размена во Америка. И таа размена беше всушност како додатно искуство кое што јас не го планирав од почетокот на студиите и тоа го менаџираше мојот холандски универзитет. И па искрено нормално дека има разлика, затоа што мислам универзитетот во Гронинген има вековно искуство на работа. Они се мислам дека првите топ 5 универзитети за Еразмус, за квалитет на Еразмус искуство, нормално се е двојазично во градот, мислам самиот град е направен за интернационални студенти и слично. Кога отиде на таа размена имаше проблем например со документи, со признавање испити, со бирократија или тоа многу полесно одеше отколку овде? Па искрено одеше многу лесно и би започнала и со тоа, со првичната разлика дека многу беше лесно со Холандија да се добиваат било какви официјални документи, зборувам за виза што е многу сериозно и за residence permit, дозвола за престој. Значи буквално имаат служби кои што тоа го прават за вас, додека другите искуства кои што ми биле со Македонија во тој поглед повеќето работи јас сум требала да ги правам, но исто можам да кажам дека имам искуство со Полска или исто во Литванија, исто така повеќе беше очекувано од студентот. Така што Холандија мислам дека е едно екстремно позитивно искуство за кое што треба многу да се работи за да се стигне до таму. Бидејќи ќе повторам, они имаат буквално служби како цели канцеларии кои што работат за, например, имаат канцеларија за Еразмус, канцеларија за ние што бевме друга програма и нормално кога имаш јавни службеници кои што целата работа и работно време е посветено на тие студенти, дека едноставно се очекува само одлични резултати. Веројатно нешто вакво во иднина ќе треба и кај нас да се прави. Тргнавме до некаде, стигнавме, ама имаме уште многу пат пред нас. Ќе се согласите? Дефинитивно мора да се работи. Во таа насока сме и се надевам дека идните години ќе го достигнеме можеби не нивото на Холандија, меѓутоа едно ниво на Литванија и на Полска. Сигурен сум. Целата соработка во однос на било што, не само во однос на Еразмус плюс програмите за мобилност, представува еден процес на меѓусобно учење и еволуција. Јас тоа така би го кажала со оглед на фактот што веќе 7 години сум вклучена во целата работа како раководител на Центарот за кариера и сакам да кажам дека оправдано е студентите да веруваат дека баш тие ќе бидат вистинскиот избор за стипендија, бидејќи скептицизмот кој што се појавува кај студентите, сигурно колешките ќе се согласат дека баш јас ли ќе бидам избран, тоа треба да се елиминира бидејќи секој еден студент е единка која што има свои вредности и свое студентско портфолио, јас така ќе кажам. И на тој начин се конкурентни во групата на студенти кои што аплицираат. Јас ги охрабрувам сите студенти бидејќи одиме во живо да се зафатат со предизвикот и секако да се зафатат со аплицирање, со бирање на документи, колку и да е макотребен процесот. Следната објава ќе следи во ноември 2018 година за следниот семестар и заедно сме овде да создаваме вистински вредности. Така. Наташа, откако еднаш отиде во странство, што ти е идејата за понатаму при крај со студиите, дали постдипломските ќе одат некаде надвор од Македонија? Па сега за сега размислувам така, но останува да видиме што ќе биде, какви можности ќе искочат и како ќе биде исходот на крај. Така, дали би го менувала за нешто друго ова искуство на студентска размена, па макар и за еден изгубен летен семестар? Не, нормално исто се согласувам на пораките кон студентите дека треба да аплицираат колку и да е исто макотрпно, треба да издржат и да бидат упорни, затоа што вакво искуство не се заменува за ништо, значи учиш многу работи од академски аспект, значи многу други можности ти се даваат, но исто така учиш и за себе, значи како да живееш сам и многу работи како да за вистинскиот живот што не чека надвор.
кога ќе завршиме факултет. Ви благодарам на сите за гостувањето денеска во оваа 8 епизода од серијалот На час. Гледате на повторно во четврток во 13 часот со уште една нова дискусија посветена на подобро образование.